Министерството за правда прави напори најдоцна до 23 месецов да влезат во собраниска процедура 5 од 8 закони од реформската агенда. Од пакетот кој е со рок за носење до јуни годинава, 4 се доставени до влада и се во скратена постапка. Законот за судски совет, пак како што информираше министерот за правда Филков, е подготвен и доставен на мислење на Венецијанската комисија и објавен на ЕНЕР, а текстот на изборниот законник, како што кажа, е подготвен од стручните служби во Министерството за правда и е во согласно со препораките на ОДИХР. Се надевам дека ќе го фатиме крајниот рок од јуни и ќе видиме што ќе помине на гласање. Филков очекува да поминат и трите закони од реформската агенда, за кои е потребно бадентерово мнозинство во парламентот и порача дека нивното носење не треба да се користи за дневно политички поени. Прашањето за бадентер не се однесува само на правда. Јас се надевам дека сите политички партии, пошто се активни чинители на општествениот живот во Македонија, се свесни дека не смеат да ги кочат законите кои што се носат во интерес на граѓаните и ќе бидат свесни дека со тоа прават штета на еден сериозен процес. Според препораките на ОДИХР, изборниот законник ќе опфати прецизирање на начинот на финансирање на партиите за време на кампања, а ќе предвиди и ограничување на донациите. Со новиот кривичен законник се очекува да биде направено допрецизирање на одредени кривични дела, а дополнително се воведуваат нови кривични дела поврзани со економскиот криминал. Исто така, за семено насилство ќе се преземаат мерки по службена должност. Неголема промена во правосудниот систем Филков очекува да се случи со законот за помилување, во кој ќе биде укината аболицијата, односно помилување ќе може да се даде само врз основа на правосилна осудителна пресуда. Од законите со рок до декември 2025 година, текстот за законот за кривична постапка, како што кажа Филков, е подготвен од страна на работната група и се изработени кореспондентни табли.